Морам да ви кажам дека министерката Шекеринска и воопшто Македонија, односно Северна Македонија, денеска беше главна звезда на настанот на овој Североатлантски совет, бидејќи таа даде безброј интервјуа, беше поздравена неколку пати од генералниот секретар на Советот и на НАТО, господин Столтенберг. Потоа имаше десетина билатерални средби кои што продолжуваат и утре. Така што денеска Северна Македонија беше во центарот на вниманието на Алијансата од разбирливи причини, бидејќи не е тоа само значаен ден за нашата држава, туку е, и тоа сите го подвлекуваат, туку е значаен ден и за НАТО, бидејќи се пред примање на својата 30-та членка, која доаѓа од Балканскиот регион кој што некогаш беше синоним за нестабилност, а сега со примањето и на Северна Македонија во своето членство се повеќе станува синоним за стабилност. Овдека договорот од Преспа е многу фален договор, тој представува тема на разговори во повеќе формати кои што се водат во НАТО. Денеска инаку министерката Шекеринска имаше изворедно продуктивна и би рекол оптимистичка средба со грчкиот министер за одбрана, со кого договараат не само билатерална, туку и регионална и соработка во рамките на НАТО, и подготвени се да таа соработка практично, и тоа според извори од нашата делегација на инсистирање на грчкиот министер за одбрана, да биде еден од доказите дека договорот Преспа е исклучително корисен за граѓаните на двете земји. Така што мислам дека тука ќе се случи една подинамична соработка во текот на оваја и годините што доаѓаат. Инаку главната тема на првиот ден од Советот на Алијансата кој што се одржа денеска, кој што имаше две седници на тој формат, значи на големиот совет на кој што учествуваа сите министри за одбрана, беше Русија, и тоа Русија заради кршењето на договорот за ракетите со среден домет кои што може да носат и нуклеарни глави. Овдека е оценето и во официјалната пресконференција на Столтенберг дека тој договор Русија го крши повеќе од 5-6 години, дека сега Соединетите Американски држави заземаа поостар став, иако тој став е уште од времето на администрацијата на Обама, а именно дека се подготвени во наредните 6 месеци да им дадат уште малку време на русите да се повлечат од оваа експанзија на тие ракети на границите со НАТО и евентуално по 6 месеци потоа да видат дали ќе излегуваат од тој договор, значи Соединетите Американски држави, а потоа и самото НАТО да види какви конкретни мерки ќе превземе кои што може да бидат и поагресивни. Генералниот секретар Столтенберг рече дека со разместувањето на тие ракети практично секој град во Европа е на домет на тие ракети, значи на домет на руските евентуални закани со нуклеарните глави, и дека тоа е нешто што НАТО не може да го толерира понатаму, иако се уште тонот со кој што се разговара во односите со Русија, бидејќи како што знаете постои цел комитет на НАТО за соработка со Русија, па и овдешните излагања кои што ги имаат во јавноста кон Русија, пораките што ги испраќаат се уште конструктивни, се уште се, како да кажам, миротворечки, се уште се со предупредувања, меѓутоа мора да се забележи дека има во нив и една острина, дека НАТО тоа нема да го толерира, бидејќи представува јасно и отворено кршење на договорот за кој што станува збор.